Општина Карпош веќе направи иницијатива за формирање на локален совет за женско предприемаштво. Останува да го формираме овој совет. Морам да кажам дека иницијативата ни е добре дојдена и ја препознавме потребата од поттикнување на женското предприемаштво, имајќи во предвид дека жената како столб на семејството малку потешко се одлучува на вакви чекори кон самостојно вршење на стопанска дејност. Сметаме дека во ова треба да дадеме подршка сите, и семејството, и локалната самоуправа, и државата, како и финансиските институции. Она што се однесува до нас како локална самоуправа да го формираме овој локален совет за женско предприемаштво. Во исто време сметам дека ќе биде добро сега со новиот буџет да издвоиме средства токму за поттикнување на женското предприемаштво. Искрен да бидам овде на оваа средба, имавме интересни идеи, меѓу кои, например, она што е делокруг на наше работење, а тоа е дечјата заштита и основното образование. Имаме мајки кои што работат и втора и трета смена, а нашите градинки само работат прва смена, што значи заедно со Министерството за труд во секоја општина да се отвори дел кој што ќе работи, значи и за прва и за втора смена згрижување на дечињата, на мајки кои што работат во, да речеме, во текот на вечерните или пак на ноќните часови. Во тој случај ние во многу би им олесниле да можат да ја обавуваат дејноста која што тие имаат. И уште една работа, сметам дека треба во банкарскиот сектор силно да се изврши влијание, да има позитивна дискриминација кон жените предприемачи, односно да имаме олесните услови за добивање средства, било за основни или пак за обртни средства, токму за стартап, за одржување или пак за поттикнување на женското предприемаштво. Прво е разбирање од семејството, второ е секако административните бариери, предрасудите, и трето, клучни се финансиските средства. Значи, мора да имаме поголем пристап до финансиските средства, затоа што без пари нема бизнис.